Продолжениот викенд го наполни детското одделение во Штипската болница. Во последните 72 часа со диареја, цревни вируси и проблеми со респираторниот систем, хоспитализирани се десетина деца. И додека вирусот ги полни ординациите од центрите за јавно здравје во источниот дел од државата, информираат дека состојбата со грипот е стабилна, укажувајќи дека со стартот на учебната година и променливото време со кое се соочуваме деновиве, крајно внимателни треба да бидеме со личната и колективна хигиена. Советот е одржување на лична хигиена, значи често мење на раци и затоа што не само преку аероген пат, значи самиот вирус на инфлуенца се пренесува и по директен контакт од контаминирани, значи непосредно контаминирани предмети, како и преку директно ракување, значи со некое друго лице кое што е болно од грип. Значи тоа би биле избегнување на лица кои што знаеме дека се сомнителни да заразени со вирусот на инфлуенца, избегнување на почисти собири каде што имаме поголема концентрација на луѓе, често проветрување на просториите не само на местото каде што живееме, туку и работните простории и одржување и на значи општа хигиена. Значи прибришување на самите, значи посебно во школите со дезинфекциони средства на работните површини каде што децата најчесто доаѓаат во контакт со нив. За разлика од претходната година кога грипот ги покоси Штипјани и речиси секој втор беше со диагноза грип, годинава состојбата е стабилна, зголемен е бројот на заболени само во Куманово, Гостивар и Дебар. Имаме намалување во оваа сезона, значи на грипот за негде 85%, или па во однос на претходните 7 сезони во однос на 30%. Што значи за сега случаите на грип се јавуваат спорадично и бележиме ниска активност на вирусот на инфлуенца. Минатата година во Штип беа регистрирани над 2000 лица кои го прележаа грипот.